Подолбата на која постапка и кои институции се надлежни за подолба на семејен имот на лице кое што не е во можност само да го направи тоа заради здравствени причини, односно на лицето, доколку лицето е неподвижно или неконтактибилно, зависи пред се од можноста дали лицето е способно да расудува и не, и дали лицето е способно јасно да изрази правно релевантна волја. Тоа што е лицето, неподвижноста сама по себе не игра никаква улога во однос на оваа способност на лицето да изрази правно релевантна волја. Сега, доколку лицето е способно да изрази ваква правно релевантна волја, неколку опции стојат на располагање како може да го распредели својот имот. Под претпоставка дека станува збор за лице кое што во подминати години. Најпрви, лицето може да состави судски тестамент или тестамент во форма на нотарски акт. Овој тестамент се формира пред најблискиот основен суд или пред нотар. Судот, односно нотарот, може, доколку лицето е неспособно и неможно да дојде во судот, односно во нотарската канцеларија, да отиде на лице место каде што лицето живее, присуство на двајца сведоци, кои што не се роднини и не живеат со лицето, да се состави тој тестамент кој што ќе игра улога во однос на распределбата на неговиот имот по неговата смрт. Втората опција е да се склучи договор за доживотна издржка. Со овој договор лицето се обврзува да на лицето кое што него ќе го издржува до неговата смрт, по неговата смрт да му го отстапи целокупниот негов имот. Овој договор исто така се склучува и се заверува кај суд или кај нотар, меѓутоа повторно е важно да има двајца сведоци кои што не се роднини и не живеат со лицето. Третата опција е оној вообичаен договор за дар или договор за распределба на имот за време на живот. Меѓутоа, имајќи го предвид прашањето, се укажува на тоа дека неконтактибилност, дека и лицето претпоставуваме од трајна природа, тогаш единствена правна опција да се изврши подолба или распределба на овој семејен е да се поведе постапка за земење на деловната способност. Оваа постапка се проведува во надлежен основен суд со поднесување на предлог што судот ќе цени и ќе отвори таква постапка. Доколку судот најде дека лицето не е во можност поради трајни промени во неговото здравје да расудува сопствено, може целосно и делумно да му одземе деловната способност. Во тој случај судот ќе му определи старател кој што ќе има својство и обврска да се грижи за неговите права и за неговиот имот. Согласно на тоа, распределбата на имотот би се спровела од страна на старателот на лицето кое што чија деловна способност е одземена.